Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, би сакал накратко да се осврнам на предлогот за избор на Љупчо Коцевски за државен јавен обвинител. Прво, до пред неколку дена никој во собранието не знаеше дека постои господин Љупчо Коцевски и тоа е сосема во ред. Ние сме пратеници, но не мора да знаеме секој кој што се занимава со обвинителство или со судство или со здравство или други дејности. Но откако некој ќе биде предложен за државен јавен обвинител, тогаш според мене би требало да биде природно од негова страна да најде начин како да и се представи на јавноста. Дали преку медиумите, дали преку социјалните мрежи, дали преку одредена отворена јавна трибина каде што ќе се разговара на оваа тема и каде што предложениот кандидат има можност на јавноста да и се представи кој е, што работел и кои се неговите планови да работи во иднина. За жал, ние гледаме дека господинот Љупчо Коцевски како да сака или како да ужива во анонимноста која што и досега ја имал. Да извршува висока јавна државна функција, а при тоа да не се соочи со јавноста и да се представи, затоа што предпоставувам дека на таквото представување пред јавноста би требало да даде многу одговори. Например, едно од прашањето на кое што јавноста сигурен сум дека би сакала да слушне одговор е дали обвинителот Љупчо Коцевски е дел од оние обвинители кои што беа прислушкувани во ноември 2018 година. Тогаш обвинителството, да ве подсетам, имаше и потврда од одредени раководни структури на МВР, кои што објавија дека зградата на обвинителството, односно фиксната телефонија, била прислушкувана во целото обвинителство. Кој има капацитет да врши вакво прислушкување? Капацитетот во оваа држава има од таков размер го има АНБ, ОТА, МВР или други слични агенции кои што можат да прислушкуваат јавно обвинителство. И да биде уште по трагична несериозноста на оваа влада, само ќе ви прочитам што во декември 2020 година, значи 2 години после откриеното прислушкување на фиксната телефонија во јавното обвинителство, имаме изјава од господинот обвинител Рајчев, кој што во изјава за медиумот Центар за истражувачко новинарство дава краток осврт на прислушкувањето на обвинителството и вика не само јавното обвинителство, туку и целата обвинителска зграда во која влегуваат покрај основното јавно обвинителство Скопје, вишото јавно обвинителство, како и јавното обвинителство на Република Македонија немаат фиксна телефонија се уште, значи 2 години после скандалот со прислушкувањето, затоа што кога избита афера за прислушкување на обвинителството, беше стопирана работата на телефонската централа. Замислете каква пародија од обвинителство, но исто таква каква пародија од Министерство за внатрешни работи во една држава може да биде кога 2 години обвинителството ви е без фиксна телефонија, затоа што избила афера за прислушкување на обвинителството, а немаме главен и одговорен уредник кој прислушкувал, кој бил прислушкуван или кои се последиците од ова прислушкување. Потоа продолжува господинот обвинител Рајчев и вика дека биле фрапирани обвинителите кога дознале за прислушкувањето, иако не сакаше да влегува во детали за добиените сознанија, но напоменува, цитирам обвинителот Рајчев, кога институцијата која треба да биде столб во кривично-правниот систем и која институција ги гони сторителите на кривични дела, институција која што е оперативен орган, како јавното обвинителство кое што на дневна основа ги обезбедува доказите за голем број предистраги, комуницира со МВР, со Управата за финансиска полиција, Царинска управа, комуницира со судот и кога таква една институција постои сомнеш дека е прислушкувана, тоа е фрапантно, бидејќи
професионалците кои што се борат против криминалот се незаконски прислушкувани. Ова е изјава на обвинителот Рајчев, колега на господинот Љупчо Коцевски, и ние до ден денес не сме ниту 2018, ниту 2020 година, веќе сме 2024 година, 6 години после откривањето на скандалот со прислушкувањето на зградата на јавното обвинителство и на фиксната телефонија, ние немаме ниту еден одговорен за ова прислушкување. Дали можете да погодите зошто немаме ниту еден одговорен за прислушкувањето на обвинителството? Затоа што таму беше поставен човек да ги покрива, а не да ги открива криминалите на ДУИ и на СДСМ, а тоа беше господинот Љубомир Јовески, кој што неславно заврши со подлажувањето дека ќе биде уставен судија утре, за една недела, за 1 месец, за 5 месеци, додека не исполни услови за пензија и додека не му заврши мандатот, го лажеа со таквата награда, на крајот го доби тоа што го доби и самиот, го цитирам него, кажа дека е прилично безобразно, фрустрирачки и понижувачки, како тие кои што го предложиле, на крајот се откажале од самиот тој. Значи, предлогот на Љубомир Јовески за да биде уставен судија не бил затоа што тој е квалитетен, туку затоа што бил послушен. И второ, предлогот за Јовески да биде уставен судија не бил за тој да стане уставен судија, туку да продолжи да биде послушен до моментот додека му заврши мандатот. Затоа сметам дека е голем парадокс тоа што една група на политичари кои што почнаа со паролата правда и мир, денес ја доведоа државата во голема неизвестност, сериозна неправда и голем немир кај граѓаните, па дури според изјавите од самиот обвинител Рајчев, голем немир и неизвестност кај самите обвинители, кои до ден денес не знаат се уште кој ја прислушкувал фиксната телефонија во јавното обвинителство. И затоа не треба воопшто да не зачудуваат настаните во МНАВ, каде што една група на бандити од ДУИ влезе во оваа критична инфраструктура, загрозувајќи го меѓународниот воздушен сообраќај, без притоа никој да сноси одговорност. Затоа што не смеел ниту Љубомир Јовески, ниту па смее овој Љупчо Коцевски или кој да е друг, да му застане на патот на Беким Незири, кој што пред еден ден, заедно со Бујар Османи и со Артан Груби, си одржуваше состанок на општинската организација во Чаир, како ништо да не се случило, а не тој да бил предводник на нападачите кои што загрозиле една критична инфраструктура за која што председател Пендаровски кажа дека тројца НАТО амбасадари му реагирале за ваквиот скандал, загрижени за безбедноста и на нивните прелети, кои што не се само цивилни, туку има и воени прелети во овој дел. И денес ќе слушнеме од премиерот Ковачевски, кој што е дел од оние кои што го предлагаат Љупчо Коцевски за државен јавен обвинител, или барем беше дел од тие што го предлагаат, вознемирен околу бројките на одредени анкети, Ковачевски почнува да ги напаѓа медиумите, дека тоа се медиуми кои што наликувале на медиумите од 2016 година. Зошто? Затоа што не му се допаѓале анкетите на неговата партија. Но во оваа држава никој не е виновен, зошто рейтингот на Ковачевски е понизок од инфлацијата во Македонија. Напротив, сметам дека самиот Ковачевски е најодговорен, затоа што не само неговиот, тој го урниса рейтингот и на Социјалдемократскиот сојуз како партија. Го доведе во ситуација СДСМ да биде измеќер на ДУИ и да плаќа скапа цена. Тие 5, 6 или 10 месеци кои што Ковачевски беше премиер, СДСМ го чинеа многу скапо, затоа што цела јавност виде дека идејата и проектот на Ковачевски е само неговата амбиција во биографијата да му стои дека подолго бил премиер. Нема идеја или амбиција од СДСМ да направи посериозна и поконкурентна партија. И затоа сметам дека овој предлог кој што доаѓа од самиот предлагач Влада на Република Македонија и од претходниот и сегашен премиер Ковачевски и Талат Џафери не заслужува никаква поддршка. Благодарам многу.